Почитувани гледачи, еве доаѓаме во вашите домови овој пат со еден друг свет. Со еден духовен свет кој што верувам дека ќе го допирнеме во оваа емисија заедно со мојата соговорничка, храбра жена која што од својата 5-годишна возраст е во светот на духовното. Не по своја волја се разбира, но сега веќе тука се наоѓаме во една реализиран објект, духовен објект, а тоа е манастирот Свети Спас и Елеонска гора, а тоа е со нашата соговорничка, веќе позната кај нас, тоа е духовна следбеничка на Бога, Марија Кошанска-Визел. Марија, добар ден, благодарам што ме примивте. Еве ова емисија ќе зборува, сакаме малку до гледачите да ви доближиме и да го доближиме тој свет во кој живеете вие. Вие сте необична, но и необична жена, која што го славите Бога и која што изгради и веќе во доградба нели манастирот и има уште многу да се гради. Вие го градевте лично сами. Меѓутоа, јас би ве вратила многу назад, потоа ќе зборуваме за она што значи сега реализиран духовен објект. Од кога вие дружите со духовното на еден начин, сте во тој свет, повелете? Јас сум од 5 години припадена на самиот ден 40 мученици и од тој ден добив голема болест, не ми беше добро, пораснав како дете, со болест, добив епилепсија, имав до 27 години. Се изгубавам во несвест, светците ми идеа да ме мачат, малку демонот, малку ѓаволот, додека да ме одредат на кој ред да дојдам. После кога одраснав како момичка, 24 години, заминав за Германија. Тоа беше 84 година. 85 година паднав тешко болна. Добив една болест, крвотечение, што не можеа да го лечат медицината во Германија. Бев година дена на постела. Медицината ми откажа. Откако ми откажа медицината, мајка ми дојде ме зема во Македонија, во родниот крај. Ако си починев, да си починам во роден крај. И дојде изненадна, непозната жена од Бунарче по име Илинка, а названа Лимба. Мајка Богородица и дошла да ме најде во Ваташа, дека имало млада жена Марија по име, да ме донесе овдека на Љубош. И ме донесе на манастирот. Кога дојдов овдека, беа 3 мраморја, коњата што си пиеле вода и чешма. И на чешмата беше иконата Свети Никола. На чешмата беше запишан мојот роѓен ден. Малку се возбудив, се изненадив и горко си заплакав. Не очекувавте вие тоа да биде така, нели? Не го очекував тоа. И по изградбата на дедо Милан, он ја запиша мојот роѓен ден. Он имал и представа дека ќе го гради понатаки манастирот девојче од Ваташа. И како рекол, така излезе. И дојдовме овдека, на средина беше... Датата, кажете ми ја, кога почна за манастирот да се гради, камен темелник, имате вие и ЦД изградено? Манастирот почна да се гради 91 година. 92 го осветовме, 91 беа темелјата осветени, 92 беше манастирот осветен и девојчето ми беше крштено тукаде, од дедо Михаел, од владиката. А кога дојдов овдека, беше ова све пусто. И јас појдов на местото, на темењата, беа само 2 плеха и една разгледница од мајка Богородица. Горко си заплакав и го повикав Господа. Како го повикав Господа, така ми дојде најаве во стар дедо, во стадо, во овци и дадов голем зарек. Господе, ако постоиш на овој свет, дојди ми, врати ми го здравието, да има машко и женско дете, да се вратам во Германија, да се запослам, да работам, да шпарам, да штедам за тебе, и јас ке ти ставам покрив на главата. У еден вид, дедото ми излезе со стадо овци и ме напомна, Марија, многу голем зарек дади. Покај се уште не е касно. Јас му рекол, дедо, јас тоа што го плукнувам, не го лижам. Јас ке го изградам, само врати ми го здравието да се вратам во Германија на работа. И зарекот се дади, толку беше,
си заменав за месец дена за Германија и останав трудна во машкото одма. Мина 5 години, на 5 години истиот дедо ми дојде каде што е тунелот со дрвени порти, ми отвори вратата и ми рече: "Добро утро, Марија. Ме познаваш ли?" "Те познавам, само многу ретко ми доваѓаш." И он ми вели: "Ајде, сине, вели, време е да ми ставиш покров на главата. Многу сум жеден, многу сум гладен, гол, бос, нема кој свеќе да ме запали. Време е да ми ставиш покрив на главата." И јас му велам: "Дедо ми, јас немам толку пари за штедено." И он ми вели: "Тие 30.000 марки што ги имаш на банката, доста се. Ако дојде Косо, и јас сум тука, и јас ќе ти помогнам." И така излезе. Си дојдов од Германија и таму ваму се покажа нов проблем. Кај Попо Трајко испратив мајка ми да направат план за манастирот. Планот не беше спреман. Го запознав дедо Михаел, владиката, и тој ме зема на рака како свое чедо. И он нареди да се направи планот. За 2 дена планот беше направен, за недела дена ги поставивме темељата, ги осветивме и после понатак... Колку години требаше да поминате за да може да биде ваков Свети Спас, кажете ми? И кој ви помогна, архитекти, имавте ли донатори, сето тоа е многу значајно. Помина 28 години. Тоа е долг период. Архитект беше Лазо Бурето, колку ја што го знам, сега не го познавам. Попо Трајко си почина, дедо Михаел дојде со 5 свештени лица, го осветија темељата, го осветија за година дена манастирот, јас поспешав да биде све тамам. И така почна тие работи на кој изогради изградбата. беше за иконостасот? Иконостасот Иконостасот го правеше еден Тишлер. Добре по име. Добре, така. Не ги познавам веќе. Значи сите тие допринеле со своја работна рака и со сето нешто значи да вака изгледа натрешниот дел на манастирот. Да. Така. Продолжете. А ми помогна водната заедница, комуналното, пожарната, Евана. И до ден денеска помагаат, носат вода. Соработувате, нели така? Соработуваме, што вода нема. И они ми излеваат у сусрет. Така. Гледаме дека пристапниот дел до манастирот не е направен. Доста народ доаѓа, верници, посебно велите во недела, посебно во значајните празници, нели, духовни. Меѓутоа, патот се уште не е направен. Вие со своја рака и со своји пари, значи, на еден начин го пробивате оној кози пат сте го направиле да биде барем до некаде прооден за едно возило. Тешко да одат и 2 возила, нели? Но со со механизација и со работна рака тоа го правите вие. Дали немате помош? Колку локалната самоуправа ви излегла во пресред? Дали сте соработувале со неја? Помош до сега нема. Јас се молам да дадат помош и ќе бидам благодарна и од Еве порака до градоначалникот Јанчев да тоа го има во предвид. Јас благодарувам и на градоначалникот Мите да се ангажира, да се посвети малку, да дојде да го види храмот. Он нема време да го види храмот. Еве го покануваме со оваа емисија да дојде и да види колку се вие сте вложиле, сте се жртвувале на еден начин и сте водени од Бога, како што и рековте, за да може токму верниците тука да дојдат, да се помолат и да најдат здравје, нели, радост, утеха за некои своји болки и така натаму. Марија ме интересира. Длабоко верувате во Бога, нели така? Предлабоко, нели? Предлабоко. Така. Со душа, со тело, и јас сум на Бога решена, пошто Бог ме одбрал како духовна жена, како слуга на Бога, и јас за Бога све оделив. Од лебот сум делела од децата, плата сум штедела, ова да дојде. Мојата плата се делеше на 3 дела. Прво за Бога, за децата
на крајот јас. А и сега што доаѓаат верници, вие убаво во еден разговор со тебе разбрав дека сето она што верниците го носат тука или го подаруваат и пари или било што, посебно за парите, тоа сето оди пак за манастирот. Тоа се оди за не останува манастирот. кај вас. Треба тоа да го расчистиме. Не останува така. ништо. Понекогаш ми иде и кусок и вие сепак од дополнувате, мојот така. чеп дополнувам. А Марија, што И останува? таква незгода да дојдам, Да. јас сум тука. Сигурно. А што останува уште да се направи? Имате уште планирано, еве рековте дека тој делконаци треба да се направат. Тоа е доста пара која треба да се најде. Треба трепезарија да се направи. 9 соби си захтеват светците, како конаци да има болните деца каде да дојдат да легнат, да преспијат. Вода треба да се донесе, пато да се направи, црквата да се црта. Тоа е многу голема инвестиција. Горди сте на она што сте го постигнале, нели, кога дојдете и кога го ставите клучот во бравата на ова ваше духовно дело. Да. Нели, мислам дека тоа е едно и дар на Бога, но исто така и за останува за верниците после вас. Да, Така ли? да, Гледам да. таму еден споменик кој што рековте малку морбидно делува, но сепак се подготвувате некогаш, еве нека биде тоа после 20 години или повеќе, за да тука биде и вашиот гроб. Дали сум го право? Да. Во право сте, тоа е мојот гробје, мојот споменик и мене ми е редот тука. Јас душа сум дала за Бога Така. и сакам тука да си почивам, умира Тука близко и до на тој манастирот. начин и на тој час да гледам како ќе раководат свештениците. Така, и тоа е битно. Пошто свештениците ги поштувам како браќа мои духовни и сакам да соработуваат со мене. Иако вела дека манастирот е прифатен манастир не постои. Не, тоа е народен манастир. Манастирот е запишан на Република Македонија. По мојата смрт не сакам на децата да му оставам голема обавеза, што не може тоа да го сторат. И манастирот останува на црквата Свети Димитрија. На Свети Димитрија. А свештениците мора да раководат и далje, како Да го јас одржуваат и раководам и така, да. одржавам, така и они. Така. И ги поканувам на сите слави да ми доваѓат благослужба да вадат. А уколку они не вадат благослужба, јас сама ќе си извадам. Па еве толку бевме молитвите присутни, си ги не, знам. начинот присутни бевме на молитвата Да. и многу зрачите со позитивна енергија. Така да верниците кои што ќе ја слушаат нели молитвата, длабоко веруваат во она што вие го проповедате. Ај Боже, вечни царе на небото и на земјата, на се видливо и невидливо, кој ни лепо од земја ствараш, со земни благи ни наситуваш. Господе Исусе Христе, Пресвета Тројца, Пресвета Богородица, помилуј не. Испрати ги ангелите, архангелите, светците и сите кои се покрај Тебе. Слава Ти Боже нас, слава Ти, Царе небески утешителе, кој си насекаде и се исполнуваш, ризница на добрините, животодаваче, дојди всели се во нас и очисти ги нашите нечистоти. Нашите црни магии, црни ангели, негативна енергија. Заврти од негатив во позитив, врати го здравјето, среќата, љубовта, радоста, мирот на душата и мирот на куќата на народот. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни, помилуј не 3 пати. Пресвета Тројца, помилуј не, Господе, очисти ни ги гребовите, Владико, прости ни ги беззаконијата, свети посети ни, исцели ги нашите слабости заради Твоето име. Пресвета Тројца, помилуј не, Господе, очисти ни ги гребовите, Владико, прости ни ги беззаконијата, свети посети ни, исцели ги нашите слабости заради Твоето име. Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им проштаваме ние на нашите должници. И не води во искушение, но избави од лукавиот, зашто Твое царството, силата и славата, во име на Отца, Сина и Светога Духа. Амин. Пресвета Тројца, Пресвета Богородица, отвори ги вратите на мрсудијато, каде да појдеме све со успех да добиеме, сите да бидат слепи, неми, несвестени, уста да имат, збор да нема. Мојот збор да важи, како Твојот, Господе, во име на Отца, Сина и Светога Духа. Марија, секој дневно вие сте обична жена, но исто така и необична, затоа што морам да ги открием вашите способности, барем така сум начула, дали е тоа точно, дека Бог ви дал и видовитост и ви дал на еден начин да можете и луѓето да ги лечите. Во тој дел кажете ми нешто повеќе. Точно е, до 45 години
то беше 2005 година, имав големо искушение од светците, на кој дел ќе прифатам да работам со Божја моќ. Они захтеваа уште порано да почнам со моќта. Почнав само за бебиња, за дечиња кои немаат. А 2005 година паднав тешко болна, добив рак. Откако се излечив, јас почнав на јавноста да работам со Божја моќ. Му помагам на луѓето за здравје, за среќа, за љубов, хармонија, мир во душата, мир во куќата, за богатство, за парите да си ги завртат, Тоа е многу важно да се заврти. Така. И све што е од Бога А порачено. кај вас доаѓаат во Германија исто така вие, нели, во Штутгарт? Јас работам и во Германија со Божја моќ. Со многу луѓе од Со сите страни на многу луѓе светот. од сите страни имам. Библијата ми е на руски јазик. Работам и на арапски. Морам да спомнам овдека за ова свето место. Така, Пред 5 века било турското робство, било џамија. така. И џамијата кога се растурила, од секоја камче излегувало змија. И го нарекле местото змијарник. Измијарни. По толку долго време, дедо Милан го изградува поново манастирчето со мала количина и комунистот му го растурува, пошто било без план. И го нарекуваат местото Љубош. Љубаш. И јас кога станав на нога, дедо Михаел го нарече местото Елеонска гора во Љубош. Затоа се вика така. И затоа се вика Елеонска гора и ми ги дади славите Свети Спас и Мала Богородица ги слави тука. Кажете ми сега, посебно еве на Љубаш тука сме. Рековте дека многу треба да се доправи, нели така? Да. Кој ви е на потек сега моментално? Што планирате да преземете? Конаците или сето напоредно со Сега патот со на се? потек моментално немам ништо план, пошто ридот ме кошта 15.000 евра, земав кредит. И Треба да се првен врати тој морам кредит, кредитот нели? да го вратам, а после се надеваме, со намера сме, трапезаријата првен да ја направиме, Так. да собереме луѓето за ручек, да не ги печи сонцето, па конаците да се направат. И така ред по ред да дојдеме до целта, што е најважно, сега да го направиме патот. Еве Скопјани ни обеќа дека тампон ќе се стави. Некоја скопска И го- фирма ли е тоа? Тоа е скопска фирма и го замолувам градоначалникот Мите да ми помогне колку може, па да доприме до асфалт, за да можат да идат туристи. Ова е историско место, 2 километра за ова историско место Не се многу, ништо. сигурно. Еве ова нека биде и една порака, не само до градоначалникот Јанчев, но и до сите бизнисмени кои што можат да бидат донатори, да одвојат малку средства, бидејќи овој духовен храм за сите и за народот, за верниците, нели? Да. Не само вие, него едноставно да ви помогнат што повеќе да се изгради, што повеќе да има и пристапен пат, но исто така и просторите да се користат, сето тоа. Значи, ова е од народ за народ. Така, Од нели? народ за народ. Така, Марија. Вие веќе сега сте пензионерка, така ли? Јас сум Млада од 2000 пензионерка или? од 2005 како станав болесна Така. и добив пензија. И си дадов отказ, пошто не можев повеќе да работам, Така е. добив 100.000 евра. И тие 100.000 Од која фирма е евра тоа, ако од не е тајна? Мерцедес. Мерцедес. Од Мерцедес. Така. Тие 100.000 евра сите заминаа тука, не За ги видов манастирот, никаде да. заминаа. Но сепак горди сте, нели? Сепак Во сум душата горда. сте полни. Со Така. душата сум полна, со мир, со мирис, Аха. од Божествениот дух. Децата ми напредуваат и не можам да се пожалам, фала на Бога што ми даде парче леп. Така. И јас тоа што го работам за луѓето што ги собирам тие пари, сите одат за манастирот. Јас не сум должна од никого да очекувам за парче леп. Ги молам сите верници да веруваат во Бога. За Бога се решавајте, за Бога душа давајте. Колку поштуваат Бога, нека се вратат кон Бога и кон неговото спасение. Да бидат спасени. Кои веруваат, кои не веруваат, ма ако ќе имат искушение, ќе се мачат. Така е. Оваа нека биде и порака на еден начин, или до сите. Да. И уште нешто, рековте вие сте семејна жена, имате 2 деца. Ке ве прашам,
еве, секогаш кога разговарам и со лекари и со било кој од фелата, сите ги прашувам на кого ќе остане или за нечи, за наетот. На еден начин, вие дали овој манастир, рековте не сакам децата, но сепак ми се чини едно од децата може би ќе има видовите способности. Што мислите? Дали ќе наследи? Тоа уште не е познато, Но сепак пошто сум чувствувате ли? се уште на нога, ако не прифати Божиот дух, мојата ќерка ќе прифати младо дете. Младо дете кое ќе му служи и кое понатаки ќе го одржава овој манастир Свети Спас. Свети Спас е многу голем светец. Тој е нашиот Исус Христос. Тој прави чуда. Како кај мене што направија чуда кога го дадов зарекот, болестата исчезна. Како 2005 година многу страдав од многу болести, 17 пати сум оперисана, сите болести проминаа преку моето тело, за да го осетам духот на човекот, да го верувам и да му помогнам. И на кој начин да му помогнам? Соработувам со ангелчињата и ангелче од 13 години, кој ми кажува И се појавува, нели? Кој ми кажува све и јас пренесувам на луѓето и на тој начин секој е погоден. Вело дека обичниот човек не може тоа да го види, така? Не може. Вие го гледате само, така? И јас го гледам, понекогаш и девојчето има видение и она ги гледа и не за светците доаѓаат кога јас погрешувам во мојот живот, она ми исправува. Она ве исправува, нели? Да. И еве во подножето на љубаш ви отворивме светот на еден нов свет, духовен свет, во кој што многу малку веруваат, нели, луѓето. Меѓутоа, ете, вашата порака дека треба да се верува и дека треба многу нешто да се исправа кај луѓето, така нели? Да. И да бидат поблиску до Бога, така ќе најдат повеќе здравје, повеќе мир и повеќе ќе бидат добри, нели, меѓу себе ќе се почитуваат. Дали тоа е така? Мене ми е многу желба што нашиот народ овдека во Кавадарци од пола не знаа дека постои манастир. Нека се обратат кон Бога и низ целиот свет да се разгласи гласот на Свети Спас и неговиот Божји храм и неговото спасение. И колку можам, ќе помагам на луѓето, нема да биде никого одбиен, без различна која вера сме. Дали сме муслимани или христијани. Каде може да ве најдат, Марија? Сите ќе бидат приемни. Јас моментално работам дома. Во Кавадарци, но и во Штурбек. Во Кавадарци имам куќа на Црноречка, таму безброј конските дупки. Пошто луѓето не може до тука да стигнат, такси не оде, стари коли идат, ама секој тоа не може да го успе и затоа работам сега моментално во мојата куќа. И уште нешто ме интересира, рече Свети Спас доаѓаат од секаде верници. Имате вака сознание или колку, например, еве кога се поголемите духовни празници, овдека е премногу свети народ, посебно за Свети Спас, се подготвувате, нели? За Свети Спас се подготвуваме. Како изгледа тогаш манастирот? Даваме вечера, даваме ручек. Вие имате и едно CD изготвено, така? Имаме и CD. Желба ми е да видат народот дека манастирот е осветен со дедо Михаел и 5 свештеници и да му докажам еден доказ на моите свештеници што вела дека е припатен манастир. Не, народен е во секој случај, така е. Да ме сватат и да ме обожават. Да не бегат од мене. Јас сум исто нормално. Треба да работите, така е. Нормална жена како и сите. Нормална жена. И јас сакам да се работувам со нив. И ги поканувам за Свети Спас и за Мала Богородица на 21 септември да си видат овдека, да си вадат служба. Јас малку да се ослободам, пошто имам други обавези со гостите. За Свети Спас имаме, ако е убаво времето, имаме и до 500 луѓе. Тоа треба се подготви, нели, за тие луѓе и ручек давате? Тоа треба се да се подготви. И вечера, и ручек. Тоа е голема обавеза. Голема е, како не. Голема обавеза. До душа, народот си дават и спонзор, кој колку си може. Кој колку не може, јас сум тука.
Па да ја привршуваме мисија во Марија, Да. мислам дека кажавме се, нели, на еден начин. И еве, почитувани гледачи, тука некаде со нашите инсерти кои што ги правиме тука, со една убава панорама, духовна речи манастирска панорама, ја завршуваме оваа емисија за една наша сограѓанка, необична жена, која што цел живот од својата 5-та година живее во светот на духовното и која што со своји сили и парични финансиски средства и со малку помош од други места успеа да го изгради овој духовен храм, каде што еве за Свети Спас, кој што е посветен на Свети Спас, доаѓа дури и до 500 гости. И еве со нејзината порака, јас уште еднаш ќе ја замолам да ја каже пораката и со тоа ќе ја завршиме оваа емисија, вие да ја почувствувате таа порака и верувам дека би ја реализирали и би дошле во овој духовен храм. Како беше пораката, дека треба сите да дојдат, нели, да веруваат во Бога, повелете? Јас ги поканувам сите верници, браќа и сестри, од свештени лица до градоначалникот, сите да го посетат овој свет храм, Свети Спас, за спасението на Свети Спас и за Мала Богородица. И му заблагодарувам од сестрице и му пожелувам пријатна ден. Благодарам уште еднаш, а вам ви посакувам се да реализирате. Многу сте храбра и единствена на еден начин и верувам дека со помош на Бога и на сите светци ќе успеете и да го реализирате тоа што сте планирале. И да бидете горда на вашето дело. Ви благодарам.